Почитувани слушатели на македонската радиопрограма 3ZZZ, еве со закаснување од 30 на минути заради техничките непознавања и од обете страни. И од обете страни. Денес разговор ќе водиме со господинот Сотир Костов, кој е поранешен омбудсмен или јавен обвинител. Имено господинот Костов, јас го побарав за анализа на председателските избори, парламентарните избори и видувањата за коалицирање, односно формирање на идната влада. Господин Костов, добар ден. Добар ден, да сте живи и здрави, Ицов. Многу прекрасно, убаво ме представи технички. Да, јас сум човек на 19-тиот век, кога е во прашање техниката, ама што да правам, тоа не ме бидуе, ама деве за зборење, за анализи се обидувам нешто да направам. Да сте ми живи и здрави сите македонци во Австралија и пошироко. Ајде, пукај сега. Да, благодариме многу. Да. Во вас е пушката за пукање. Да, јас ќе прашувам само, мене ме интересира за парламентарните избори. Од која е причината, кои се причините што професорката Гордана Давкова, Силјановска Давкова, катастрофално го порази председателот поранешен сега, веќе поранешен председател Стево Пендаровски. Дали тоа беше заради промената на името или она форсирање северна, или пак држење до своето достоинство на професорката, незиното знаење, ветување, или пак македонскиот народ се свести дека му се одзема собственоста на идентитетот, собствената држава, суверенитетот, интегритетот и сите човекови права кои ги уживаат спрема Обединетите нации и нивната повелба, копенхашките критериуми и така натаму. Сликата е многу интересна, бидејќи на овие избори се случи повеќе феномени, ама главниот феномен е што се случи едно изборна вртоглавица или вертиго, се сменија улогите на политичките актери, досегашните властодржци, власта, коалицијата на СДСМ и ДУИ, која владееше едно 7 години и која багимите се оддалечи од народот, се одроди, ја погази волјата на народот и на референдумот и со минувањето на уставот и имињата. Дојде време народот да ги стави на кантар сите работи што му ги направија и да ги испорача фактурите, поточно да си го врати суверенитетот и со најмокното оружје, гласачкото ливче да гласа. Сега, се погоди работата и така што големата коалиција предводена од ВМРО ДПМН и професорот Христијан Мицковски понуди еден нов концепт. Таа настапи концептуално на овие избори. Тие долго време се спрема. Ако се сеќавате, минатата година има една кампања "Ова е Македонија за сите", ама во вистинска смисла на зборот. Потоа, кога славија 33 години роден ден на ВМРО ДПМН, ја почнаа кампањата "Промени", промената си ти, обраќајќи се на гласачот, на избирачот, на суверенот во Република Македонија, и гласачите тоа го препознаа уште минатата година. И сега, ни се случи феноменот Гордана Силјановска Давкова во вистинска смисла на зборот, во политичка смисла на зборот, во правна смисла на зборот, во национална смисла на зборот, во државна смисла на зборот. Една личност која 4 години се докажуваше во собранието и која изразна во врвен пратеник, ретор, личност со морал, личност која се бореше за националните и државните интереси, не подклекна, пред 5 години изгуби во председателската трка, ама беше во првите редови при одбраната на националните и државните интереси и се види дека народот не бил нем посматрач. Професорот Мицковски имаше доблест да предложи личност која претходно изгуби, ама личност очигледно во која веруваше во нејзините експертизи, во нејзината морална вертикала и во нејзината
докажаност како на внатрешен план, така и на меѓународен, како експерт по уставно право, по меѓународно право и по локално самоуправа. Народот го препозна тоа, народот и даде 561 на 1000 глас, таа сега има огромен легитимитет, сувереноста народот ја предаде неизе да ја обавува председателската функција и таа е сега многу моќна. Поддржана е од една голема коалиција предводена од ВМРО ДПМН. Да се надеваме дека таа коалиција ќе се претвори во нешто поголема владина коалиција и преку една прекрасна позитивна кохабитација, соработка, председател на Република Македонија, влада на Република Македонија, премиер, ќе владеат во следните 4 години и ќе се обидат да ги наместат изместените од корен работи во поглед на правосудниот систем, образованието, здравството, економијата, социјалата и така натаму и така натаму. Ете, тој феномен јас така го сваќам, слоганите беа прекрасни, Твоја Македонија од страна на ВМРО ДПМН, горда Македонија, повторно се враќа во центарот на вниманието и медија рез граѓанинот, оној кој беше разочаран, оној кој беше разголен, оној кој му украдоа и дигнитет, и гордост, и име македонско и се, и некако работите си доаѓат на свое место и да се надеваме дека ова е еден добар почеток на едно не владење, туку управување, good governance, што елите вие таму во англиската сфера на изразување, јазично изразување, и дека тоа ќе биде една вистинска демократија, дека тоа ќе биде еден добар плурализам, заедно со сите останати, со албанците, со турците, со србите, власите, бошњаците, дека ќе дојдат подобри денови за Македонија и само останува да видиме дали тоа ќе се остави. Ајде за оние кои беа на власт до сега. Да. Многу малку, видете, не требаше уште многу, ако Максим Димитриевски ги освоеше председателските гласови, СДС ќе беше преполовена, можеби некаде ќе имаше наместо 18 околу 10 пратеници. Каде ти ја потфрлија? Види, СДС ме потфрли. И зошто, под прашање, зошто паралелно настапуваја председателот Пендаровски си имаше своја група од кабинетот и негови подкрепители, роднини, пријатели, а од друга страна Димитар Ковачевски настапуваше на друга бина. А лоши стратези има, лоши советници во изведбата на замислената изборна кампања. Неле, ја сум некој човек кој и пишува книги, изведува изборни кампањи и дава стратегии за изборни кампањи и тоа може многу добро да го воочам. Тоа имаше една таква неподеленост, една таква некоординираност, една таква погрешна кампања од нема откажување во вистината слоганот, значи во 3 збора имаш 2 негативни, нема и откажување. Тоа се негативни зборови. Иднината е убава, ама можеш, ние сме иднината, ние и вие заедно во иднината, создаваме иднина, заедно во иднината и така натаму, значи погрешен слоган. Сега, вашиот председател Стево, некако се проба со интимизација, сопругата негова, мојот Стево, па нешто многу одеше семејни слики, па имаше спот со нејзе, а него го нема во спотот, као Джеки Кенеди, а ја би рекол, каде е македонскиот Кенеди? Некако работите одеа многу погрешни, да ви кажам, да беше некако нашиот Стево. Тоа е еден вид интимизација на кампањата. А за разлика од него, професорката Гордан имаше интелектуализација на кампањата, со давање на пиедестал, ставање на гордоста која ни се одзема. Значи, Македонија, таа ги употребуваше најубавите зборови. Македонија, горда, промени, твоја. Значи, тоа се зборови кои недостасуваше на македонската јавност, на напатениот македонец. Овие некако
многу беа неусогласени, не се поздравуваа, го ставија председателот сам за да го прикажат граѓански председател, па не бидна. Еве, гледате колку освои, значи и граѓаните не го препознаа. Ама видите вака сега. Сега не сакам да го напаѓам, ама граѓаните очигледно не му забравија за Гоце Делчев. Граѓаните очигледно не му забравија за историјата. Граѓаните очигледно не му забравија за љубави на Борисов. Борисов. Така. Граѓаните очигледно не му забравија кога рече ја би се иселил да не сум председател. Значи, тие песимистички варијанти, тоа откажување од историјата, тоа скрнавење на нашиот корифеи, Титан, народен трибун Гоце Делчев, граѓаните се избраа моментот кога да го казнат. Еве, дојдоа овие на заседанието на Народното собрание од 1814, Врховниот суден заседаваше и одлучи како што одлучи. И сега нема тука љутење, нема тука, секој треба да си ја признае грешката или да биде горто оној што победил, што погодил психолошки, социолошки и политолошки барањата, желбите на граѓаните. Тука имаме победници кои треба да се горди, тука имаме поразени кои треба да си признаат дека се поразени и да почнат да се реформираат. Така да, лоша стратегија, сега директно ти одговарам, лоша изборна стратегија, лоша изведба на стратегијата, претерана интимизација, а од другата страна имаше прекрасна интелектуализација на кампањата и прекрасна операционализација на замислената стратегија. Резултатите не можат да изостанат во случајот на Гордана Силјановска и ВМРО и се покажа, а ваму неуспех. Видете, ви кажам. А колку дебатните емисии направија пораст на гласачкото тело на професорката и Па вака, дебатните емисии професорката ги доби по Кочански, ќе ти кажам, многу на малку. Стево сгреши во овој момент Пендаровски кога почна да ја напаѓа незината личност. Море го вмешуваше и сопругот и она. Тоа е ад хоминен, тоа се ударци под појасот во боксот, тоа не се прави така. Државник не смее тоа да го прави. Државник треба да се издигне на состојбата и да биде витез, а особено да биде джентламен. А тој побара таа да биде джентламен, па таа убаво му одговори дека таа е дама. И сега готово, се е кажано. Ристо, Перин, Ицо. Значи, таа ги водеше дебатите прекрасно, малку само еднаш му влезе во тие кавги, одма се дистанцираше и таа испадна витез наместо тој да биде, таа испадна прекрасна дама, одговори секој пат имаше спрем и видете, таа се покажа голем ретор, таа покажа да нејзиното оружје беше, го употребуваше лекс супериор уставот, јус когенс меѓународното право кое е најако од се, збореше за легалност, значи за легални постапки, збореше за легитимност, ја доби таа, сите тие работи ги доби од граѓаните и едноставно таа не можеше да ја промаши работата, не можеше. Сега, кога на тоа ќе додадеш дека таа се покажа со добар логос, збор, значи вистински ретор, од времето, ако сакате, римски ретор, атински говорник, таа покажа добар патос, чувства, значи се приближи до граѓаните, на еден начин се соживеа со нив и нејзината експресија тие ја признаа, ја препознаа, а на крајот го оставам етосот, значи тоа е морало, тоа е нејзината морална вертикала, со ништо не се засрами, си остана доследна на нејзините позиции на изворедна правна експертиза, изворедна меѓународна експертиза, ама за мене одлучувачки беше што во фокусот на нејното зборување и действување беа националните интереси, државните интереси, Македонија, Република Македонија. Таа што збореше во кампањата и на инаугурацијата го покажа едноставно. За инаугурацијата ќе зборуваме. Таа е еден голем победник и таа е веќе народен трибун. Зад неја стое голема маса и сега се обидуваат од лево од десно да мават, да ја негираат, не можат да успеат, да ти кажам. Народот е со неја и таа ќе го зголеми тоа водство, ќе видите, покажа нешто шо Заев не го покажа, Ковачевски не го покажа,
Пендаровски не го покажа, коалицијата СДСМ не го покажа, едноставно една дама ги патосираше, ги нокаутираше сите досегашни политички актери кои владеја 7 години со Македонија, Република Македонија, и да не заборавиме, во голема мера подпомогната од ВМРО ДПМН, од Христијан Мицкоски, професорот, а храбриот човек, одважниот, кој се одважи повтор пат да ја предложи, не сгрешил, имал визија, покажа лидерство, браво. Добро, одиме по натаму со парламентарните избори. 58 пратеника наспроти 18. Некои од меѓународните телевизии овде во Австралија, а и Индија и на другите континенти имаја наслови дека Македонија, тие како што ја нарекоја Северна, меѓутоа јас никош не можам да го кажам тоа. Македонија гласаше против Европската Унија. Тие беа насловите. И дека победници биле радикалните ВМРО ДПМН и Знам за наша Македонија, како и Левица. Видете, прво таа си ги бранеше националните и државните интереси. Зборуваме за ВМРО ДПМН, да. Да, за ВМРО ДПМН, видете ви кажам. ВМРО ДПМН понуди една прекрасна концептуална понуда на граѓаните, која не е од денес. Кога ќе го смените тоа граѓаните со македонска нација? Не го менувам. Едноставно, јас сум правник. Македонците, ја ќе ти направам кеф, ама треба да ме дослушуваш до крај. Јас употребувам македонците, јас употребувам граѓаните. Не можеш ти Ицо, ти можеш колку сакаш мене да ме напаѓаш. Јас уставот додека важи, ќе го цитирам. Кога ќе го смениме, ти си во право, нема да има граѓани. Ама јас кога треба кажувам македонците, како конститутивен народ, ја кога ги кажувам другите, не велам дел од народот, него велам малцинства по меѓународното право, и кога треба член 2 и 3 од уставот, граѓаните. Сори, вие викате во Австралија. Значи, тука ја и ти се разликуваме. Затоа ти си викаш Ицо, јас се викам Сотир. Нема љутиш. Може да продолжам? Може. Така. Значи, понудата на ВМРО ДПМН е концептуална. ВМРО ДПМН ја научи лекцијата. ВМРО ДПМН ги помина детските болести на демократијата. Декември 21 година си донесе нова доктрина. Таа доктрина тие ја симнаа на стратегија политички, ја конкретизираа на изборна стратегија, направија една прекрасна организација изборна кампања, што ја нареков минатата година, ајде да ве видам ВМРО-си, ки ти откријам, од јануари до септември со мојот тим ги обучував по едни модерни методи, им реков, ајде да направиме една ремек дело кампања, им ја носев Мона Лиза, бидејќи е ремек дело во уметноста, им го зборев Леонардо де Винчи, им ги зборев на големите победници од типот на Новак Џоковиќ, на Брусли и така натаму, у почетокот некој не сваќаа, ама кога им реков победа, а победата е состојба на умот. Да преведам во Австралија и пошироко да ме разберат. Victory is state of mind. Кога тие тоа... Само докажам, те молам. Значи, кога тие во главата сватија дека прво во главата треба да се победници, потоа беше лесно. Ја спроведоа акцијата Ова е Македонија за сите, отидоа во сите домови на, македонците на Република Македонија, им ја изложија нивната визија, нивното лидерство, собраа енергија позитивна за нивната платформа 1198, ја составија платформата, ја понудија. Не може ништо друго, туку победа, голема победа. Повелицо. Така, македонската нација гласаше заради програмата на ВМРО ДПМН, толку многу, мислам, гласови што дадоа, 400 и неколку беа, нели? 430 и некоја илјада. Да, 430 и некоја илјада, заради радикалните извици на Али Ахмети од плоштадот Скендербек и заканите за
со крв спрема Мицковски, а тоа значи спрема македонскиот народ, или Да, пак да. тоа беше револт на македонскиот народ или македонската нација од она што го живееше изминатите 7-8 години со насилното превземање на власта 27 април и понатаму. И еве ти го даваш и одговорот да ти кажам. Значи тоа беше еден не микс. барам Да, јас да. одговор. Не, ако некој пат тоа е и вештината во поштувањето на прашање да се гледа и одговор. Значи тоа е еден прекрасен микс. Ама појачувачот овој пат, а ќе ти изненадам, беше Али Ахмети. Тој несвесно ги разбуди, ги отвори сите чакри на нас македонците и останатите. И сега видија се работа. Овие 440.000 добија коалицијава, а Силјановска 561. И сега, едни, да не кажам какви аналитичари, ево Божеветив нема да се изразувам лошо од джубокс и пингвин аналитичари, велат, кај му се на ВМРО гласовите до 561. Ба не постојат тие гласови. ВМРО си доби во овој момент максимум гласови за огромна победа. А Силјановска доби гласови и од македонците кои не гласат за ВМРО. Значи, таа доби гласови луѓе политички ориентирани во центарот, во левицата, какви сакаш, бидејќи во неа препознаа голем победник и борец како ВМРО ДПМН за македонската кауза. Значи, да сме тука на чисто, одиграа улога големите харизми на Силјановска, на Мицковски во случајот. Секој си доби гласови онолку колку заслужува. А Али Ахмети само помогна. И македонците решија да се обединат, бранот кој почна 21, овој пат се зголеми 3 пати повеќе и еве го бранот се сврти кон ВМРО, кон коалицијата, кон Силјановска и добивме една голема, за некој дури неочекувана победа. 58. Сите, сега ајде да видиме, испадна дека Мицковски е најдобар аналитичар и прогнозер. Само тој ги погоди работиве. Сите други велевме 52, 54, 55. Максимум да речеме во тоа. Ја кога кажува коалицијата што ја замислува Минтна, ја реков и 72, и 74. Во тој дел погодив, ама ја не верував дека ВМРО ќе добие 58, 59, еве, тука е клацкалицата, ако има прегласување, ама тоа и не е битно да ти кажам, и ова е сосема заслужено. Значи, народот одлучи како што одлучи и мораме тоа да го респектираме. Не да збориме што ќе рече Грција, што ќе рече Бугарија, што ќе рече ЕУ. Сега дојдоа суверенистите на власт, глобалистите и оние што се одродници од македонската кауза, национални државни интереси, ќе се печат во опозиција, ќе зреат, ќе се реформират и во некое идно време, најверојатно, пак ќе дојдат Па на видете, сцената. дури еден Маричич кој беше на 4-то место, не доби во првата изборна единица место во собранието. Па и тоа е моќта на македонецот. Тоа е моќта на Од заменик министер за европски интеграции и главен човек во владата да остана на улица. Многу е добро тоа да се види како ќе реагира, каде ќе работи и понатаму. Но да го остави Маричич сега. Така, да, браво. Сега мене ме интересира заклетвата, свечената заклетва на професорката, сега председателка Гордана Силјановска Давкова. Таја кога даваше заклетва, кога земаше заклетва, зборуваше само за Македонија, не и Северна, како што читаше и Митревски чинан. Имаше и реакции од соседна Грција, амбасадорката грчка го напуште собранието и имаше реакција и од Бујар Османи, имаше реакција и од министерот за правда, се уште сегашен, и дека бил прекршен уставот на Република Македонија. И ќе ти покажам нешто на камерата. Да. Кажи ми дали се гледа. Свечена изјава, да. Ја имам луѓе во собрание и ми ја дадоа, еве сакам и твоите гледачи да малку да го видат текстот.
Така, гледате, тука има место за подпис, тука е датата, еве си овде името, еве го грбот Македонија. Секи ти објаснам. Види. Правнички гледано, професорката, сега веќе председателката на Република Македонија постапи по уставот. Значи, постапи по меѓународното право. Тоа што и се понуди, таа не го одби, туку го потпиша. Ова е ад акта во архивата на Собрание, секој заинтересиран може да дојде и да види дека таа не ја сменила содржината на изјавата. Свечената изјава е дискутабилна, бидејќи во еден закон пишува Република Македонија, а во ова пишува Република, ја не го изговарам на другото, С Македонија, и се мисли на договорот од Нивице, на уставниот закон и така. Значи, ние во моментот имаме неусогласени закони. Тоа не ми интересира мене. Таа постапи по уставот. Тоа што и се понуди, она го прифати. Ама, таа како поединка и како обавувач на врвната функција државничка број 1 граѓанин на Република Македонија, председател на Република Македонија го употреби најмокното оружје во меѓународното право јус когенс. А тоа значи имам право на самоопределување, некои велат и на самоидентификација, најако е моето право да се нарекувам како што сакам, и таа го употреби исконското име Македонија. Нејзино право. Заштитена е од меѓународното право, заштитена е од повелбата на Обединетите нации, и тука работата е завршена. Оние што не ми веруваат, ќе покажам една книга. Еве ќе ви ја приближам и да го прочитате името. Маријан Попевски. Името е Маријан Попевски, мој колега од факултет. Докторираше во Словенија. Докторираше на темата Покажи ја само да содржијата да го видиме наслов. Така, проблемот на името на државата Република Македонија во меѓународното право. Еве тија. Да, добро. Еве го името и се вака. Ова докторска дизертација е уникатна. Ова докторска дизертација е направена кај професор Ернест Петрич, првиот правник на Обединетите нации, 20 години е председател на правната комисија. Кај Петар Јамбрек, истакнат словенски правник, председател на комисијата, кај Милан Јазбекц и Татјана Петрушевска од Македонија, тоа се правници на Уставен суд, на Врховен суд на Словенија и така натаму и така натаму. Овој мој колега Маријан Попевски докажа дека меѓународното право е на наша страна, дека судот се изрази на наша страна, ама дозволи оваа власт да го потисне меѓународното право и интересите државни и национални на Грција, а подоцна и на Бугарија, да дојдат на преден план, а нашите да ги нема. Со оваа председателка така нема да може. Оваа председателка има личност, оваа председателка е карактер и оваа председателка покажа нешто што машките не покажаа досега, да не зборувам за меѓуножјето боулс, вие што велите, и оваа председателка со моќта на јус когенс, со моќта на легитимитетот од 561.000 и со доследно прифаќање на уставот се спротистави на обезличувањето на Република Македонија. Браво за Силјановска Давкова, браво за Гордана и мислам само треба да ја поддржиме. А сега да ти завршам со ова. Амбасадорката на Грција покажа дипломатски примитивизам. Дошла само да чуе дали ќе се изговори името ОНС. И не го сослуша говорот, напушти. Тоа е дипломатски примитивизам. Сослушај го говорот, излези, дај дипломатска нота, кажи си го своето. До кога ќе ни кажуваат грците и бугарите, нашите државници што да зборуваат? Тоа време помина. Барем додека е Гордана Силјановска Давкова председател, ВМРО ДПМН и коалицијата која ќе се прошири сега на власт преку извршната власт. Јас сум сигурен во тоа, јас го знам тоа и јас ќе го бранам се додека имам енергија.
Добро, Нови лица. мене ме интересира притисокот одма се изврши врз председателката Давкова. Да, така е. Да, реагираа, грците реагираше Румен Радев, исто така реакција имаше и од Европската унија, меѓутоа американците беа големи дипломати, испратија честитки, не ја укорија председателката. Не, испратија многу честитки Макрону, да не ги броеме. Да не ги бројам, зборуваме за Да, овие да. кои беа Да. критичари на свечената заклетва. Мислиш дека еве веќе имаме во македонските медиуми од новинарите кои се позицираат против свечената заклетва дека уставот бил прекршен. Тоа веројатно го следите вие и исто Да. така ДУИ реагираше, нивните министри кои сега се уште во владата. Не знам како ќе реагираат новите овие опозицијата, Влем или Вреди, но еве од поголемиот дел, да кажам, Грција, соседните наши држави и Европската унија, каде што е патот, каде што сакаат и велат дека е единствениот излез или пат за Македонија и нема некој друг спореден пат или па некој подобар пат. Мислите ли дека ќе се извршат силни притисоци со санкции, со стопирање на разговорите, односно преговорите за почнување? Не знам на што мислиш санкции. Санкции за ова не постои, бидејќи нема никакво прекршување. Едно е договорно право интерпартес двете држави, друго е меѓународно право појава на Обединетите нации Јус Когенс. Тука сум јасен и тука завршувам. Сега, многу ми е криво што ќе изговорам ова, Лога е неписмен правнички, он тоа го докажа и со тие таму работи што ги правеше дека беше министер, он тоа го докажа со екстрадицијата на Палчо и така надаму, се покажа дека човекот не знае ништо. Нема потреба никој друг наместо председателката да го зазема на нејзиното место од причина што ништо не е прекршено, единствено не е постапено по кефот на грците, на бугарите. Толку да ти кажам. Верувај ми. Ама треба едно да знаеме. Ова е, знаеш како, има една изрека. Почетокот кога е добар, е пола завршена работа. Ова е прекрасен почеток за државничката работа на председателката Гордана Силјановска Давкова. Сега сите треба да ја одбраниме. Сабајлево бев на 24 вести. Му бев гостин на новинар кој се изрази мислење на Фейсбук спротивно од моето. Прекрасна емисија имаме. Јас со моите факти, тој само ме подпрашуваше, моите факти беа несоборливи, ние сме прекрасни пријатели и на различните мислења на нам не ни влијаат ние да соработуваме и понатаму. Јас мислам дека силината на аргументите што ги давам во одбрана или поточно потврдување на ставот на председателката се несоборливи, а овие што се плашат од грци, бугари и ЕУ, нека ми е Господ на помош. До кога ќе одиме по нивниот кејф, до кога тие ќе не завитлаваат, ќе не лажат, ќе не мотаат, а 34 години никако да влезиме таму. Каде се компенханските критериуми? Еден наш пријател читав и исто така на Фейсбукот дека немој да го нервираш, да го лутиш оној кој треба да го молиш утре. Дали... Апсолутно никого нема да молиме. И едно да знаеш, влези во интернет по емисијата, најди ја изјавата на Џафери 2020 година, ќе видиш тој што изговара, никој не се бунеше. Тој не рече Република С Македонија, него рече Република Македонија. И сега тој може да рече, никој не се бунеше за Џафери, ама Гордана е од ВМРО, не е од ВМРО. Гордана е председателка од македонците и сите други малцинства што гласаат за неа со најголем легитимитет. Ево нека ти биде македонската нација. Значи Гордана е многу моќна од аспект на легитимитет и од аспект на меѓународно право. А другите нека зборуваат, ова е демократија, нека зборуваат што сакат. Добро, ајде, аргументите. Тука завршуваме со председателката Гордана Силјановска. Ајде, важи. Сега гледаме дека Државната изборна комисија, мислам дека има прегласување во Охрид, Крушево и во Желино.
Да. Ќе има ли нови поместувања со мандатите? Или што ти кажам, ја не сакам да се бавам со тоа, нека има тоа што ќе одлучат граѓаните. Некои големи поместувања, ја мислам, нема да има. Тука најмногу СДСМ се надева на еден пратеник и влен. Што ќе се случи, апсолутно верувам и не сакам да прејудицирам. Добро, За мене овај распоред на силите е прекрасен, добар, во интерес на Македонија. Дали ќе има поместување, да причекаме недела две, ќе го видиме тоа. добро. Одиме понатаму. Знаеш што е тоа? Не ги употребувале фингерпринтите, убик апаратите. Па сега некој се буни, па мора да има прегласување. Ама еве, ја тоа не го прејудицирам. Ја работев во една координативна група за безбедноста на убик апаратите и знам што значи да употребуваш убик и да не употребуваш. Да не употребуваш желбата на ДУИ за да фалсификуваат и да полнат кутии, а да употребуваш убик нема фалсификати. Смалено е на минимум, на 0% шанса да се фалсификува. Ете тоа е разликата за Желино, за Крушево не знам Добро. да ти кажам. Ајде да одиме за формирањето на владата. Ајде. Мицковски со неговата со неговите пратеници, нели? Соборци отидоа во канцелариите на Вреди за да разговараат за формирање на влада. Сметаш ли дека Изет Меджити, Касами, Таравари и онај Африм Гашитар пееше албанската химна во Собранието на Република Македонија, ќе отстапат од она што им го ветува на нивните гласачи дека ќе има промена на уставот на Република Македонија? Ја тоа не го знам да ти кажам, ама ја едно знам. Ако постапат со легитимитетот што им го даде делото од избирачкото тело на Република Македонија, а тоа е 103.000 гласачи, ако прифатат дека од спротива нив седат политички субјекти кои се 3,5 пати појаки од нив, кои го добиле, тоест ќе го добијат мандатот, најконкретно професорот Христијан Мицковски ќе го добие мандатот за составување на влада, тоа ќе биде со нив и без нив, да ти кажам. Математиката е многу јасна, но верувај ми, тука не знам дали ќе те разочарам, јас сакам да е со нив, јас сум свесен дека влада без албанци во Република Македонија на долга стаза е нестабилна. Ама никакви уценувања не треба да има. Ко се составува влада, се прави програм за економски, социјален, политички, правен развој. Не се прави влада со уцени за менување на устав, на француска рамка, 20% пак тамо као од Охридски договори, така натамо. Тоа се работи што треба експертите да ги решат, ако треба да ги решат поинако од колку што досега се решени. Со тој Охридски договор до кога ние ќе се бавиме? Тој е преточен во уставот и за мене е НД. Во тоа 20% не се кријат само албанците, туку и турците, и ромите, и бошњаците, и србите, и власите онаму каде што се повеќе од 20% на локално ниво. И ова НД повеќе не би го зборел. Значи, треба да има приближување на ставовите, треба да има релаксирана атмосфера, иако таа коалиција е малку хетерогена, таа коалиција покажа неконзистентност, влегуваа во влада, излегуваа, ама сега имат нова форма, сега имат свежа крв, се надевам ќе се однесуваат малку поинако. Ако не, еве го знам, еве ја левица, да сме живи и здрави. Третите партии, феноменот на третите партии. Да може ли да се случи 2006-2008 година, кога ние, не знам вие колку учествувавте тогаш, но ние од иселеништвото бевме со Никола Груевски, дека со терористите не се правеше коалиција. И не поминаа 2 години, 2008 година, за тие 2 години, знаете, Али Ахмети на улица ги вадеше младите и нивните подкрепители. Може ли да се повтори истото од Али Ахмети и особено Артан Груби, кој е познат по неговите оние багабонски работи? Ќе излезат ли гласачите на ДУИ, подкрепителите на Учака, на улиците да урлат и да кршат? А што, ние ќе одиме на Марс? Не. Тоа 2006 и 2008 ни случајно не може да се случи.
Сакаме демократија, ќе ги почитуваме резултатите од изборите, од најголемата форма на демократијата, а тоа се изборите парламентарни, председателски или локални. Како што Дуи владееше овие 22 години со мал прекин од 2 години, така нека проба малку и во опозиција. Како што Дуи владееше кога имаше 84.000 гласови 16 година, кога имаше 103.000 гласови 2020 година, сега има 137, ама подпомогната од турци, роми и бошњаци, нека прифати дека има и други кои можат подеднакво како ние и многу подобро да обавуваат власта, а овде мислам многу подобро да не се корумпирани и да не се криминализирани. Поентата на Христијан Мицковски и на ВМРО ДПМН е: не правиме власт со корумпирана и криминализирана политичка партија која заседна во власта, политичка елита која се отцепи од народот и ние не сакаме да учествуваме со нив. Еве ја разликата меѓу 2006, 2008 и 2024. Сега моќта од народот ја доби Христијан Мицковски, тогаш ја доби Никола Груевски, Да, тие беа имаше други услови. 63 пратени, како се сеќаваш. Тие беа други услови, овие се други услови, ова е нов контекст и ова е разлика од 17-18 години. Ја на почетокот ти реков, ВМРО ги научи лекциите, ВМРО ги одлежат болестите на демократијата, ова е едно ново ВМРО, ова е едно реформирано ВМРО, ова е ВМРО со нова доктрина и ја верувам во ова ВМРО. Добро, понатаму моето прашање е дека Ајде. ВМРО ДПМН ќе има председателската власт, ќе има извршната власт, законодавната власт, локалната самоуправа ќе има. Еве ова е прашање од нашите македонци од Австралија. Ќе има ли исчекор да се направи кон редефинирање на Преспанскиот договор и враќање на името, односно Бугарскиот договор исто така со поништување на тие историски комисии и од едната страна и од другата страна. Ицо, зборува со правник 40 години кој 2 години е во пензија. Добро. Значи сега ова што ќе зборувам не сум аналитичар. Сега правникот ќе ти зборува Сотир Костов. Тоа отпочна, Ицо. Тоа е што не може македонската јавност, бидејќи е многу талибализирана, многу е подкупена од западните овие средства преку граѓанските организации и медиумите. Отворено општество? Отворено и затворено и секакво и поделено општество. Значи тој процес почна со Гордана Силјановска Давкова, со свечената изјава и со сместувањето на договорот од нивице кај што му е место. Прво е Јус Когенс, па е Уставот, па е договорот. Бидејќи договорот е спротивно на Уставот, бидејќи договорот е спротивен на Јус Когенс. Да, незиниот тим, а понекогаш случајно знам дека ќе биде огромен тим од експерти на правници, политолози, социолози и така натаму, културолози, лингвисти, кои стоеа зад незе во кампањата. Тоа никој не го примети, таа направи 6 прекрасни дебати на прекрасни теми, ако има време ќе ти ги кажам, и луѓето ја препознаа. Таа ќе се бори да докаже дека тој договор е ништовен по самиот себе. И таа го започна таа битка и затоа е ова комешање. Затоа ние се треба да се организираме да ја дадеме поширока поддршка. Многу повеќе од тие 560.000, бидејќи таа е многу, незината експертиза е многу јака и она е многу мудра. Рескираше на моментот на подпишување, она се жртвуваше за Македонија, за македонскиот устав и за Јус Когенс, правото на самоопределување и правото нејзино лично да зборува онака како што мисли. Јас верувам дека таа битка ќе е тешка, а знам дека е отпочната. Јас учествувам во таа битка, чекор по чекор, преку ноќ нема да биде, процесот е почнат. Насила не можеш на народ да му земеш име, а сега некој сака да му земе култура, историја, идентитет и јазик. Не бива таа работа, Ицо. Не бива. Сега сме веќе обединети. Не ни треба никој да не обединува друг. Еве, избирачите преку ВМРО ДПМН коалицијата и Гордана не обединија. И сме многу моќни сега. Добро. Идемо понатаму.
со кои ќе направи влада господинот Мицковски, професорот Не би Мицковски? знаел да кажам, не би знаел да Добро, кажам. предпоставка, Еве, хипотетична. ја имам пет варијанти. Најаката варијанта, не сум сигурен дека ќе се оствари, е 83 претеника, 58 на ВМРО и коалицијата, 13 на Влен, 6 на Движењето Знам за наша Македонија и 6 на Левица. Знам дека тука е шкаклива Левица, ама ја стојам зад Левица. Левица не е антимакедонска партија, тачно е антинатовска, тоа не врзува, и јас сум антинатовец. Не гледам дека е против Европската Унија, напротив, тие ја критикуват Европската Унија, ама и јас ја критикувам и ти ја критикуваш. Сега, пореална варијанта е 58 ВМРО и коалицијата, 13 Влен и 16 Знам, и солидна коалиција од 77, ова првата е 83, втората е 77. Сега, третата варијанта е 58 плюс 13, ВМРО и Влен, ама таа е влада со опасност. На трета кривина, 4 лидери, кои изворено ги ценам, ама знаат, кога ќе се подзаборават изборите, да поставуваат услови и малку да ги мешат бабите и жабите, и можно е, иако не посакувам, да му направат проблеми на Христијан Мицковски, идниот премиер на ВМРО ДПМН. Не го посакувам тоа, посакувам коалиција која ќе соработува, и дури можна е една варијанта за кој никој не зборува, јас имам храброст да ја кажам, ВМРО Знам и Левица без Влен, иако знам дека таа влада нема долго да обстое. Ама уцени не прифаќаме. Нема уцени веќе на македонецот, нема 10 министерски места за Дуи Шобеа со уцени и СДС, и затоа СДС падна. Сега треба да го читаме народот, на кого му даде суверенитет, на кого му даде моќ да управува, да менаџира. И има и една уште послаба варијанта, тоа е петата, во која не верувам, а тоа е ВМРО и Знам. 56, тоа е 64, исто лабава варијанта. Најдобра варијанта е ова вторава што ја кажав, а посакувана вторава е 58-13 плюс 6, а за мене, што јас сум субјективен, јас сум човек од крв и месо, за мене е првата посакувана, 83, го имаш двотретинското мнозинство, го имаш Бадинтер. Не сакам да зборувам за балансер, Европска Унија не рече да го укинеме, не чини, ние партизираше државата и институциите, и ја мислам ке има едно релаксирано управување до следните избори. Добро, се надевам дека сум добар прогнозер. Така, ова последно прашање и ќе завршиме програмата. Ајде. Ме интересира вашето мислење. Нели еднаш може да дојде албанските политичари да се стават во чевлите на македонскиот народ? Да видат како е да бидеш без идентитет, без собствено име и култура, традиција, обичаи. Не знам дали ја видовте посетата на Еди Рама во Атина. Да. Тоа беше масовна една сала полна, каде што беа собрани. Зошто не би можеле албанските политичари, знаеме дека албанците кои живеат со македонците не сме имале некакви проблеми со соседите албанци, македонци или роми. Да. И било кој еден покрај друг, сите живееме. Меѓутоа тоа го прават политичарите. Зборувам за политичарите, овие четворица, особено Касами, Гаши и Таравари, и дали ќе бидат свесни колку е, например, иритирачко тоа да бараат тие промена на уставот и да се промени историјата, а и со промената на историјата не сакам да навлегувам во тоа. Дали ќе го сменат менталитетот, својот менталитет еднаш? Сега ќе ти кажам еден појава што ја забележав, ја никој не ја зборува и не ја кажува, па ја обично сакам да се разликувам од другите. Затоа и ме напаѓаат, затоа сум и контраверзен, некои велат и така натаму, ама јас сум тоа што сум. На овие дупли избори председателски, паралелни, не дупли, парламентарни, видов една нова генерација албански аналитичари и новинари, кои веќе... Да, особено на младиот Не, повеќе, чекај, повеќе. Ти на Прешова мислиш? Тој е у кабинетот на Силјановска, да знаеш. Љулзим. Ајде вака,
Да. Така, љузим, Љузим. феризај. Да не ги онеправдаме другите на едни, да кажеме на едни, не, ево ја ги ти кажам. Па не, еве го Избројав забележавме ние дури во иселени. 7 нови аналитичари албанци. Избројав 4 нови новинари албанци кои веќе зборуваат за Македонија како своја татковина, не се однесуваат како албанци, се однесуваат како македонци кои се државјани на Македонија, а потоа се и албанци. Кај политичарите тоа оди малку потешко. Ја испуштивме шансата со Имер Селмани. Тој беше таков тип, ама му направија голем грев кога го завртија малку кон религиозните прашања и тој ја изгуби довербата што ја имаше од 145 скоро 150.000 50.000, да. гласови. Очекувам сега да се јави во овие тела на Влен и некои албански политичари кои ќе одскокнуват, ќе штрчат. Ја уживам кога штрчам како аналитичар. Не ме примат, ево ако сакаш и по име ги ти кажам, во Телма, 7 години, во македонска телевизија не сум присутен 7 години, во Сител не сум, ја уживам, ја не патам за тоа. Не сум примен бидејќи зборувам дека сум државјанин на Република Македонија и кога на соговорници викам кај си ти бе, од која држава, они велат Северна и проценија да не ме примаат таму. Уживам ја во тоа. Ама и јас сум си поединец, кај политичарите оди малку потешко, тие се додворуваат, тие ги заведуваат избирачите и затоа малку романтичарски одат. Ја верувам во албанците во Македонија, не оние увезените од Косово и од Албанија, и ја мислам свеста кај нив веќе е отворена. Знаат дека Македонија им е татковина и се надевам ќе доживеам ова што ти го бараш да го јас видам. По природа сум оптимист и верувам во тоа. Дај Боже да се случи, а сосема си во право треба едно такво однесување и ние да не се правиме дека сме богови, туку дека сме еднакви со албанците и ние малку да си се собериме, ама ние бевме многу повредени. Ние бевме, ве заборавија, не сакам да ти ја отворам сега болката, ве заборавија вас заедницата македонска диаспората. Не ви дадоа да гласате, на едни ви дадоа, на едни не. Кобајаги не сте биле организирани. Не, точно. Државата не е организирана. Ни го одзедоа тоа право. Така. Значи, болката е голема наша, ама ќе ја преболиме, ќе подадиме рака на албанците, на турците, на сите, на бошњаците и редно е да се опаметиме, да си ја градиме еднината заеднички. Добро, сметам дека дојдовме до крајот, иако има уште многу прашања. Ја така сметам. Тие прашања ќе ги оставиме за нашата следна емисија. Еве, откако ќе се формира владата на Република Македонија, ќе направиме уште една анализа, како тоа понатаму ќе работи. Јас ви благодарам, господине Костов, за вашето време. Јас ти се благодарувам. Извини за моето техничко непознавање и неписменост, ама еве, некако воспоставивме врска. Ајде. Поздрав за сите вас во Австралија. Сте најдобро. Ајде.